Да, добро утро и еве сме во најновото издание на Тилма Амбуланта. Уште на почетокот некако најавив дека ќе зборуваме на една, би рекла, одлична и една многу актуелна тема, која што некако сите сакаме да ја ставиме или да подбутнеме во некое ќоше, да ја ставиме под тепих или да не се зборува по можност на таа тема. Меѓутоа, утринска на Тилма не го прави тоа. Утринска на Тилма секогаш сака јасно и гласно да зборува за проблемите, да зборува за она кое што и како општество, меѓутоа и како индивидуи, дали можеме или не можеме да го прифатиме. Мене ми е исклучително драго што имам една прекрасна жена, мајка на 3 деца, прекрасна пред се како душа, како персона, како личност, а понатаму и успешна во борбата на она што се нарекува да се има дете со аутизам. 2 април е воедно и светскиот ден или интернационалниот ден на лицата кои што имаат аутизам. Аутизмот е, се договоривме дека е тоа состојба, никогаш нема да кажеме дека е тоа болест, никогаш нема да кажеме дека е тоа некаква disorder или како сакате разберете го. Тоа е состојба со која што децата, ќе ја прашаме Ирина, или се раѓаат, или се случува во текот на развојот. Меѓутоа, тоа ќе го дознаеме и од Ирина и од нејзиното воедно искуство со нејзиното средно дете, така беше? Со средното детенце. Ирина и Лозана во улога на родител. Овој пат нема да зборуваме од докторски аспект, ќе зборуваме од искуството на што значи да се биде родител и што значи да се живее со личност која што има една ваква состојба како што е аутизмот. Ирина, добар ден, добро утро, не знам, добро утро е веројатно се уште за сите. Многу ми е драго што си овде, ни еден таков убав мајчински поздрав, може? Ирина, ајде за почеток, што би значило, односно, од она твое искуствено гледање на нештата? Како ти лично би го представила аутизмот? Како лично ти го доживуваш? Сега аутизмот јас го живеам и го доживувам многу поинаку отколку пред неколку години. И затоа сега ова ќе биде само моето, да речам, мојот аспект и моето гледање на аутизмот, што се однесува на моето дете. Сега, нели, после една година, да речам, откако многу повеќе почна да се зборува и откако јас почнав да работам некои други работи поврзани со други дечиња со аутизам, можам да кажам дека ова е еден убав предизвик, кој што сега така изгледа, каде што добиваме можност да видиме колку сме ние големи. Аутизмот сега за мене значи тоа. Да. Ние родителите, ние семејството, ние околината. Тоа што нели дојде во нашиот живот таков како што дојде, сега само е една причина да се потсетиме секој ден, да го живееме денот денеска, да биде убаво, да биде се најубаво, да гледаме најубавите работи, да ги гледаме во себе. Да, прекрасно. Како зборуваш се најажив, морам да признам. Како дознавте, Ирина, дека Кан има аутизам? Па, како дознавме, Кан почна да има говор. Предпоставувам дека е некаков тригер и вакцината, но не би можела да зборувам на тоа, затоа што немам нити пак никаков, нели, не би кажала, не можам точно да кажам, немам пруф, немам доказ дека е тоа така или не е така, он се повлече после одредена вакцина и тоа што малку го зборуваше, престана да го зборува, буквално се повлече, значи ние после тоа на 2,5 години не му го ни слушнавме гласот, значи заборавивме каков е неговиот глас, значи така се разбиравме со поглед, за рака и така натаму. Дали тоа беше од, да речеме, ајде тие карактеристики и така натаму се познаваат од самото раѓање или тоа е, да речеме, треба да наполни детенцето година, 2 за да веќе се спознае дека има некаква поинаква состојба, да речеме, од кај нормалните деца? Сега веќе повеќе се работи, значи во светот, кај нас не многу, но во светот се работи многу и на раната диагностика, каде што секако дека има и дечиња кои што се раѓаат и може уште од многу рана возраст да се диагностицира практично. Диагностицира дека тука има некаква состојба која што е поинаква од типичната, но кај нас најчесто, нели, и тие, да речам, клучни години од 2 години, да речам, до 4
тука, така грубо. Кога и говорот и се развие, физичките манифестации, да. така. Се случува да тука најчесто се диагностицираат дечињата. Сега, вакцини, кои се пред тоа, кои се после тоа, пак ќе речам... Да, мора да признам дека вакцините и како стана како некаков, не знам, дури страв кај родителите, со оглед на тоа дека многумина го искусила истото како што сте го искусила и вие. Иако нели повторно никој не може да докаже дали е тоа само тригер за да нештото се случи или пак навистина може да предизвика една таква состојба кај дечињата. Не сме доктори, ќе го оставиме тоа докторите да го мислат и да ни го раскажат можеби во некоја друга прилика. Меѓутоа, пред да продолжиме, ајде јас би сакала да го пуштиме и телефонскиот број режија ако може. Да, одлично, 3076-677. Ве чекаме да проговориме малку на оваа тема. Да го видиме и вашиот став во однос на оваа тема. Колку можеме навистина и ние и оние кои што не сте зафатени или не сме зафатени со една ваква состојба, ако немаме некој близок во фамилијата со ваква состојба, да видиме како вие го разбирате тоа или можеби како вие се однесувате во однос на тие лица и така натаму. Колку, Ирина, секогаш ми се поставува прашањето, колку и дали тие деца се исто прифатени како и останатите? Болна точка, верувам. Не се. Значи, верувам. Не се прифатени. Тоа не значи дека е само и само негативно, нели негативен аспектот на тоа дека се прифатели не, или како луѓето се однесуваат кон овие дечиња. Значи, ние, лично сме имале различни искуства. До пред некое време јас цело време го заштитував и него, а и другите луѓе околу нас, со кои што он ќе дојдеше во допир да немој да одиш, немој да зборуваш, за да... Чувството во мене беше прво луѓето да не се вознемират ако он нешто направи неадекватно, социјално неадекватно. Бидејќи он никогаш не ни направил нешто што да удри некого или да... Значи немал такви тенденции, но тоа беше во еден период каде што јас ги заштитував другите луѓе од тоа како он ќе се однесува, да они не се почувствуваат, па после нели да повратно да биде кон него. Но така велам, пред една година отприлика, пред година и пол решив дека па не, треба да го пуштам да биде тој како што е. Така е. Со тоа што луѓето ако не видат како се однесуваат, они нема ни да знаат. И јас не можам да речам дека типичните, ние типичните. Не знаеме како да се однесуваме. Да, затоа што ние не ни гледаме то многу често, значи децата се скриени, се изолирани, родителите и од други причини, значи се изолираат затоа што се веќе уморни да се борат прво со сите состојби дома, потоа со сите погледи надвор, осудувања. Околината е многу осудувачка. Јас кажувам дека живееме навистина во едно општество, ова нема воопшто да се срамам да го кажам. Живееме во едно општество каде што навистина многу се осудува, едно општество каде што и со прст се покажува кон нештата, во едно општество каде што ако не си нормален, ова ќе го ставам во наводници, затоа што е нормално во денешно време? Да дефинираме, нели? Може некој да е на изглед сосема нормален, да е многу поголема, да носи поголеми проблеми отколку некој што навидум има некаква состојба која што можеби не е прифатлива во дадениот момент. Кои се, Ирина, сега можеме да зборуваме и општо, можеш и одличен аспект, оставам на тебе. Кои се оние први симптоми кои што ги препознавте, да речеме, или се препознаваат кај децата со аутизам? И колку аутизмот, да речеме, според некои нови статистики може да се поправи, да речеме, со текот на живењето, на повозрасни години? Да, па вака сега, значи има неколку аспекти кои што може да се познаат, да речам, уште на мали нозе. Значи говорот е прво нешто кое што еве заостанува, да речам, најчесто. Има одредени, да речам, повторувачки однесувања кај тие дечиња, со рачење, со ноѓење, се клацкаат. Сето тоа е како резултат на, да речам, одредени сензорни различности кои што ги имаат, начин како они да се само смират, да се само контролираат. Тоа е, да речам, тие движења, тие однесувања се повторно како резултат на нешто што они го чувствуваат, не може да го искомуницираат и сами си наоѓаат некаков начин на телото, така го кажуваат. Да се само регулираат. Значи, ако нешто има што им е, например,
гласна музика, ако тоа им пречи, затоа што сензорно поинаку процесираат, они погласна музика, ќе си ги покријат ушите и ќе се клацкаат и така натаму, си наоѓаат начин да се смират како што и типичните знаат да грицкаат ногти, да тропкаат со нога, не знам, Апсолутно. да пукаат прсти и така натаму, така и овие дечиња си наоѓаат начин како да се смират. Најдобро кажано, значи сите тие повторувачки однесувања кои што можеме да ги видиме се еден показател дека со тоа детенце има, значи, или пренагласено некаква сензорна чувствителност или нешто што не може да искомуницира. Да, го прави. Добро, говорот, значи тие репетитивни однесувања, што е со многу често, сега јас од тоа што сум гледала, а ме интересира, меѓу другото сум и биолог по професија во суштина, и секогаш ме интересирало тоа, некако аутистичните деца особено секогаш ги искажуваат нештата, односно оној свој свет во кој што живеат преку бројки, преку коцки, преку слагалици, преку нешто кое што е малку понетипично, нели, за разлика од едно типично дете, да речеме. Тоа е само проформа или е навистина така? Па од тоа што јас себе да речам сега сум во комуникација и со многу повеќе родители, значи во спектарот на аутизам, во аутистичниот спектар кој што го имаат направено на светско ниво, влегуваат сите нивоа на аутизам. Почнувајќи да речам од едната страна високофункционални Аспергер, што ги нарекуваат, тоа се луѓе со високо IQ кои што имаат, значи повторно они можеби немаат адекватно разбирање на социјалното однесување, но тие се го имаат научено тоа, го имаат усовршено да може да функционираат потполно сами и имаат, нели, високо IQ и често и најчесто тоа е насочено кон е многу насочено. Значи, кога е сликар е најдобриот сликар, кога е математичар е најдобриот математичар. Значи, буквално како на тој талент да нема никакви ограничувања. Значи, ние, да речам, типичните... Знаете што би рекла во врска со аутизмот, она што јас за различно го сметам е дека, значи, оние немаат разбирањето на социјалното однесување така како што ние го имаме. Значи, социјалното однесување, значи, нив, баш не им е многу гајле како се облечени, например, иако има некој кој што нив им е тоа правецот и каде што тоа многу се внимава. Но оние социјални аспекти за кои што, како да кажам јас, ние луѓето ја растуривме планетава во креирање нешто што е подалеку од вистинските вредности. Да, така можам да кажам. Верувам дека е така. Ајде, имаме гледач на линија, ќе го вклучиме. Добро утро, повелете во програма сте. Ало, здраво. Здраво. Поздрав до вас. Благодариме. Сакам да прашам, имам малце директно прашање до родителот. Може не мора, мислам да ми одговори ако не знам. Добро, апсолутно, ќе пробаме. Јас сакам да прашам каков пристап треба да јас како родител према родител со такво дете со спектар на аутизам и моето дете што нема, како да пристапиме. Јас многу сакам да задружам и ме интересира и некојаш не знам како да, во смисла да не увредам или да не бидам многу нападна или па превише да не изгледам дека се чудам. Како, дали може да ми, не знам некако да ми објасни... Каков да биде пристапот? Каков да биде и вашиот пристап и пристапот на вашето дете? Да, како незиниот личен пример, не мора, пошто секојаш е различно, нели, сите сме различни. Да, одлично. Да не биде натурање, него да биде така, чисто да имаме нека дружба, не знам. Апсолутно. Одлично прашање, ви благодарам што се јавивте. Тоа е воедно. Фала, поздрав. Тоа е воедно едно од прашањата кои што некако ги започнавме на почетокот. Многу е чудно кога имаме нешто што е малку поразлично од нас. Многу често или пренагласено тоа го правиме, или пак се повлекуваме заради тоа што не знаеме како да се однесуваме во таква ситуација. Ирина, како родител, што очекувате од другиот родител? Што очекувате од тој родител да му каже на своето дете за да има некаков нормален однос и помеѓу родителите, меѓутоа и помеѓу децата?
Сега малце попрецизно знам што да очекувам за разлика од пред 2 или 3 години. Сигурно. Тоа што имам да го посочам или да го пренесам на родителите дека на кое и да е детенце, независно какви сензорни има, да речам, различности и како се однесува, најважното од се што треба да му го пренесат пред се на своето дете дека тоа е дете. И дека треба да се сака како сите други другарчиња. Кога ќе тргнеме од таа точка каде што нема да си створиме очекувања дека вака треба да се однесуваме или така, значи ќе бидеме само со чекорот дека да, одиме и ова е едно дете поинакво и само поинакво. Се што ќе биде понатаму како некаква комуникација ќе си се отвори. Родителите секако се тие што најчесто знаат која е состојбата, како се однесува другото дете, дали ќе сака да игра, нема да сака да игра. Кога сите би пристапиле само до тука, дека тоа е дете и да видиме со љубов, да видиме што има, како една авантура. Значи, аутистичните дечиња се како една авантура. Не знаеш што ќе има од другата страна. Да. Што да се очекува, апсолутно. Децата, еве и моите, например, имам ја 2 дечиња кои што гледаат исто многу често, затоа што тоа сега веќе го работам, многу често гледаат и со посложени сензорни, да речам, различности, каде што поинаку се однесуваат. Малечката има 5 години и она е као, а зашто? Кан, различен, тоа дете различно. И не мора нити да туркаме да биде нештото. Ние да се чувствуваме добро, затоа што сега веќе од последната обука на која што бев на една писателка, исто и мајка на 2 деца со аутизам, веќе постои категорија, тоест е истражено и веќе докажано дека аутистичните луѓе ги чувствуваат и нашите емоции. Може би не можат да ги одделат, но како што ние можеме да гледаме и да слушаме, они веќе можат целосно да ја превземат, нели, емоцијата од другиот, чувството. Така да они ќе почувствуваат дали сте вие во страв, дали има некакво очекување дека кој знае како треба, никако не треба да изгледа. Или ќе играме или нема да играме. Ќе се обидеме, ќе бидеме тука. Апсолутно. Така да без очекување. Ако постои љубовта, ми се чини дека е некако двигател во целата оваа состојба и дека ако постои љубов и од страната на родителот и од страна на детето и сепак сметам дека и родителот и оние установи каде што учат децата се најважни во креирањето на еден нормален однос помеѓу оние типични деца и оние малку по-атипични деца. Ајде, имаме гледач на линија, ќе го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма. Поздравам емисијата. Ирена ја познавам случајно. Јас сум од Прилеп, не знам дали ќе се сети на мене, моето дете е Петар. Ние лично снимаме видео баш на клиника за пчината и се надоврзувам на тоа. Ирена што го каже дека на тие деца на вистина му треба љубов. Затоа што јас сум мајка на такво дете и знам дека е така. Тие има толку многу љубов и многу ја чувствува љубов. Ако некој дете е така понервозно, тие не ни сака да игра со тоа дете. И исто и со возрастните е така. Ако има негативна енергија дома, тие деца се нервозни. И ние како родители на вистина треба да му дајме љубов. И не само ние, него и средината. И средината, така. Кој е вашето лично искуство, еве во кратки црти? Моето дете не само што е аутистично, него и епилептичар. Значи, јас и моето дете само комуницираме со поглед. Значи, моето дете воопшто не зборува. Така. Не разбирате, значи, моето дете години има веќе? 15 години полни. И си имаме ние, како мајка и син, така некоја створена комуникација. Јасно. Колку е, само кажете ми, колку е и дали е прифатено од општеството и од околината и од од нашите роднини пријатели, да, и од општината, зашто ние сме луѓе што стварно не познаваат градот, така да ние не сме имале проблем. Воопшто со тоа. Мислам, тоа сето зависи од родителите. Ако родителите мислат дека тие се проблем, тогаш и така ќе се чувствува, ама јас така никогаш не сум го гледала тоа. Зашто сум јас мајка и на здраво дете и на дете со аутизам. Значи за мене, за нас општо како фамилија, тој проблем не постои.
и ние си го сакаме, јас сум мајка на тоа дете. Јас сум го родила. Многу нормално. Мислам, кај мене нема предрасуди во тој смисол. Поздрав до Ирина. Одлично, благодарам многу што се јавивте. Дека се видиме во иднина. Емисијава ви е за поздрав. Пријатно убав ден. Секако, благодарам многу. Драго ми е што еве и родители се осмелуваат нели да кажат дека да, моето дете има аутизам и нема ништо срамно во тоа. Јас за жал, Ирина, сум била во ситуација да запознавам родители кои што се срамат од своите деца затоа што се поинакви од другите. Зошто? Зошто е тоа така? Не можам, мислам, еве како мајка, јас сум исто родител. Како мајка не можам да го разберам тој момент. Па што ако е поразлично? Тоа е твое дете, си го родил, го сакаш, го гаеш, му даваш љубов, му даваш се. Дури некогаш различноста знае да е многу поубава од обичноста. Да, ние секој ден се трудиме да бидеме поинакви. Секој ден со избирањето на различни чевли и не знам што се обидуваме да бидеме поинакви, не знам, поексклузивни и така натаму. Знаете што родителите кои што ги има во голем број во Македонија, кои што можеби и не сите да се срамат, но нема простор да ги осудиме нити нив затоа што општеството си го направила своето, традициите, местата од каде што живеат, самите родители. Значи, они првен сами со себе се борат за да го надминат сето тоа, да немаат ни капацитет понатаму со тоа дете, да речеме, во еден добар правец. И затоа јас повторно од мој аспект ќе речам, јас можеби не се срамев од моето дете, дефинитивно не се срамев, но јас се чувствував, нели, се само обвинував во тага и во гнев, како и сите други. Зар не е нормално тоа чувство? Тоа е нормално, апсолутно. само на крајот, да речам на крајот, после одреден период треба да затоа што животот поминува на тоа дете. Некои остануваат во тага цел живот и не ја имаат можноста да ја видат убавината на тоа дете, да се сконцентрираат, да го најдат талентот. Јасно. И да работат на сето тоа. Мислам, јас работев на себе и работам и никогаш нема да престанам, зборам на себе лично, за да јас се надминам себе си пред. Затоа што тоа дете сега од мене зависи како јас ќе се однесувам, дали ќе влезам дома повторно со тага и со гнев, како што беше, например, на почетокот. Секој поглед на моето дете беше како нож во срцето. И еден ден решив дека доволно е тоа, дека он ќе порасне и ќе гледа дали сум тажна или сум насмеана. Кога јас сум насмеана, тоа е супер. Кога сме сите дома весели, се е супер. Независно дали денеска сме отишле, сме напишале во школо, не сме напишале, јаделе сите, не јаделе сите. Значи се станува ирелевантно кога чувството е убаво дома. Да, се служувам. Верувам дека е така и верувам дека она првично чувство, особено на почетокот, кога ќе сватите дека е нешто поразлично, дека е апсолутно и тажно, и мачно, и тешко, и болно, и тоа не може да го оспори никој. Меѓутоа, од друга страна, нели, никогаш различноста па и треба да ја сватиме како нешто позитивно. Може би има причина зашто тоа дете е поразлично. Едноставно дефинитивно. И тоа е тоа. Како велат, некои деца се од Господ допрени. И колку и да звучи тоа можеби необично во една ваква средина, верувам дека е тоа така. Бројот на дечињата со аутизам расте многу брзо. Значи, ние нема ни да бидеме, не сме ни свесни со колкав број на деца веќе се во градинките, се во училиштата. Јас мислам дека овие деца се некаков одговор на сето ова што, нели, општество води во еден правец кој што не е баш одржлив за оваа планета. Да не звучам ептен, нели, science fiction, ама овие деца не враќаат на тоа дека мора да се вратиме. Чекај, да видиме на оние основни работи, љубовта. Значи, ако не можеме емпатија, да се разбереме со очи, затоа што ние 2,5 години само со очи се разбиравме. Значи, каде што нема говор, сега зборува, нема уреден говор, зборува и англиски и македонски, ама прекрасно, супер. Значи, не мораме баш да бидеме сите, нели, со бројки, со букви.
Колку години има Кан? 10. 10 години. Колку е инкорпориран, да речеме, во училишта, во претходно во градинка и слично, како одеше целиот тој процес? Во градинка одеше, па престанавме, значи, откако диагностициравме и така во градинката баш и тогаш немаше многу гужва имаше, на страна само седеше и тогаш јас работев во T-Mobile, излегов од таму за да бидам, да речем, со нив, да баш се посветам на децата. Оди во специјално училиште, беше во типично и таму си имавме така некои шарени искуства околу инклузијата, која што не е се уште баш адекватна. Сега сме во посебно училиште, но планираме од септември повторно да одиме во типично со асистент. Јас сакам децата да бидат самоодржливи, затоа сме сконцентрирани, значи со бројките и со буквите не сме толку, но со животните вештини да може сам да јаде, да може сам да се облече, да знае сам да направи работи, за кои што еве, мислам, барем во нашава држава не се обрнува толку многу внимание. Децата, родителите не се свесни и оставаат да, знаеш, не може и го оставаат настрана. А не се работи при тоа на случајот. А мислам дека тоа може и преку игра, и преку се што им е, и талент, преку тој талент да се најде начин како да се научат на животни вештини. Колку, Ирина, искуството покажува дека во текот на животот, претпоставувам дека има го студии сте читале и дека сте присуствувале на работилници, на конгреси и на што се не, колку има можност да се поправи состојбата? Зборувам сега нели од оној социјален аспект, од сега нормално во зависност од формата на аутизмот која што ја има детето или човекот веќе повозрасен и така натаму, меѓутоа има ли некакво опоравување во текот на животот? Повторно, аутизмот е многу широка, многу широк. Најсложена состојба која што до сега човештвото има видено воопшто како состојба, значи. Аутизмот како таков е, аутизмот како состојба е состојба која што не се лечи. Тоа е невролошко поинакво врзување во самиот мозок и тоа си е такво и ќе си постои. Пропратните состојби кои што можат многу лесно ги има се во склоп, значи АДХД, да речеме една која што е најизразена, значи повторно сензорните различности кои што може да ги има, тие може да направат многу поголем не проблем, него да речеме потреба за да се адаптира едно дете. Значи доколку се има сензорни различности, значи премногу осетливост на сите нели сензорни и на вид и на слух и на допир. Да, тогаш треба да се работи на тоа да се кога ќе се изнајде веќе, нели, која е нели сензорната осетливост поголема. Значи, ако е на слух, да се носи слушалици, ако е на светло, да се носат наочари. Значи, ова зборам за најобичните што можеме да ги кажеме, но во секој случај, доколку се почне да се гледа тоа детенце уште од мали нозе, дали има некакви сензорни различности на кои што треба да се поработи, затоа што ако се остави тоа, ќе почне нели и анксиозност, ќе почнат и стресови со самото тоа и неспиење, и ако тоа не се средува, се влошува состојбата, која што во суштина аутизмот може, значи не е само аутизмот, не е, затоа што аутизмот како таков е неразбирање на социјалните однесувања. А тие што се во високофункционален и немаат сензорни нарушувања за да им пречат во текот на денот и да ги мачат, па да не може да се наспие, па после да е уморно, па после да не може да се смири, значи аутизмот веќе доаѓа и во некоја секундарна состојба. Апсолутно. Затоа што ова е, значи телото се истоштува затоа што не знае како да каже дека му пречи светлото, дека неонката му пречи. Си разбирате ли во тој поглед? Ги согледувате ли барањата на Кан? Ги имплементирате ли по дома, надвор или како и да е, се разбира како родители, особено како мајка на едно такво детенце. Колку, не знам како да го поставам прашањето во смисол, колку време е потребно колку време вас ви беше потребно да се прилагодите
кон неговиот начин на искажување на нештата, кон прилагодување на нештата, колку вие веќе како фамилија, бидејќи сте фамилија, имате и други две дечиња, се некако создадовте едно гнездо дома, па и каде и да сте, каде што функционирате на најдобар можен начин. Колку неговите братчи и сестричка се така. Например, можат да играат со него, колку можат да не знам, еве едно секојдневие, кажете ни со Кан. Па, колку време? За да можеме да го разбереме малку од една прилика неколку години. Да, верувам. Значи, нема формула по која што ќе се отиде. Сега веќе после тоа што јас го имам поминато и како се обидува, значи јас пред неколку години, прв пат кога отидов на една преубава обука за родители за деца, се отидам каде што преубаво беше објаснето, нели, за сензорните нарушувања, ги нарекуваат нарушувања, воопшто за аутизмот и за однесување во пубертет и така натаму, социјални однесувања, значи предавачката беше во Англија, 40 години работи со аутизам, значи многу искусна, така да се што имавме воопшто да прашаме, имаше одговор на тоа прашање. Пред таа обука јас се чувствував како гуска во магла, викам. Значи се обидуваш, читаш на интернет, не пробај ваква сензорна, не пробај таква сензорна игра, не знаеш што да очекуваш, ти се обидуваш. И на секој тој обид, он прави нешто, си игра, се занимава, но ти не знаеш што да очекуваш и каков е резултатот од тоа и само уште едно незадоволство дека си ти неуспешна, па каква сум ја мајка, па каков ја родител сум и тука оди се надоле и надоле. Обуката за мене смени многу научив на таа обука. Научив за, нели, сензорните кои што уште... Само се извинувам што ќе ве прекинем. Ова затоа ги спомнав и коцките, нели, и слагалицата. Зошто се, ајде би рекле, главен символ на децата со аутизам? Главен символ се затоа што коцките се сите поинакви, а се вклопуваат на поинаков начин. Да, и се сите шарени, затоа што аутизмот е состојба која што е досега најшарена. Значи нема, ако не боли грло, знаеме 2-3 работи. Ќе провериме и тука. Нема него е многу сложена. Не, него е многу сложена. И на обуката баш ни посочија, да речем, предавачите дека за да можеш да дојдеш до најоптималното добро живење, да речем, со тоа дете, во тоа семејство, треба да бидеш како детектив. Значи, ние гледаме само во таа една ајсберг, санта лед, го гледаме само врвчето горе, дека он се лути, дека не сака нешто да прави, дека плаче или па... А што е под тоа? А под тоа ние треба да провериме уште еден куп работи, па дали е гладно, значи зборам ако е невербално посебно, дали е гладно, дали е наспано, дали нешто го боли, дали нешто има емотивно, нели го потиштува, не може да го разреши самото. Значи, дур да дојдеме до тие некои работи што ги гледаме како резултат, ние во суштина треба да поминеме се друго доле. Така да јас после таа обука, мислам и таму ни препорача визуелни материјали да си направиме, каде што визуелно нели ќе покажеме распореди. Значи што третиот ден траеше толку обуката. Јас направив визуелни, да речем, сликички и кога им ги покажав на сите 3 деца им ги покажав. Значи дека тоа е тоа, чевлите тука ќе стаат, јакната тука, раце миење, 3 пати го повторив. Значи како магија. Сите почнаа тоа, вклучувајќи го и него, дека тоа е тоа. Он го разбра сето тоа. Иако ние во говорот те молам направи или па направи или поди. Значи тоа некако нефункционално беше. Кога визуелно се представија работите, беше многу полесно. Значи тоа е еден аспект кога го открив, да речем, тоа и видов дека функционира, веќе добив, знаете како, едно позитивно чувство за себе дека аха, добро, значи овдека има, можам да работам и дека ова што го научив, значи од тогаш не застанав со учење и со читање и со правење, значи он ми е првото дете, значи оке, аха, читам нешто, да видам ти, ајде вака реагирај, ајде така, значи тестирам на моето дете. А и сега веќе кога работам скоро цела година со децата со посебни потреби, значи кога ќе дојдат во сала, сите се тие толку поинакви. Значи... Да. А прекрасни се, навистина, толку е некогаш повторно ќе кажам, различноста онака и убава и нас
нас ни дава таква можност да дојдеме до самиот центар на себе. Затоа што ако сакаме да комуницираме со нив, Не можеш колатерал, поинаку. значи нема Да. поинаку. Мораш да бидеш на нула, мораш да бидеш во љубов, ако сакаш да пристапиш воопшто. Тоа не значи дека секогаш ќе ти вратат комуникација назад или дека ќе ти, не знам, тоа што го очекуваш, тоа не значи не. Но без очекување. Без очекување. Без Тоа е многу очекување важно, така е. може многу често да изненадат, изненадуваат со таква љубов, со такво внимание да ќе се почувствуваш како да си крал на светот кога некое такво детенце ќе дојде и ќе те праша, и ќе те гушне, и ќе стои до тебе, и ќе те мази. Мислам, така да. Они се прекрасно. авантура една. Да, навистина е така. 3076-677 е телефонскиот број, немаме уште многу време, уште некои 5-6 минути до крајот на нашето денешно дружење, доколку имате одредено прашање или пак видување на оваа состојба, можете да ни се јавите. Со Ирена, со прекрасната Ирена, ви рекла повторно, си разговараме на една убава тема, овој пат од родителски аспект, не од докторски аспект. Меѓутоа, верувам дека Ирена ги имате, повторно ќе кажам, и изгуглано, како што кажавте, и прочитано, и простудирано, сите можни состојби и така натаму кои што се поврзани со аутизмот. Постои ли некакво непишано правило? Постои ли некакви нешто што е пронајдено дека делува на аутизмот? И односно зошто се раѓаат деца со аутизам или зошто тоа дете во текот на животот создава аутизам и така натаму? Значи, не сум прочитала зошто, уште не нашле зошто, значи гени се во прашање за кој што исто повторно немам многу што да одговор кажам. на тоа, така е. Но откако јас решив дека ќе работам со моето дете, јас тргнав на еден пат каде што состојбата е таква каква што е. Значи, ни докторите не може да кажат. Моето прашање во себе беше како да им помогнеме. Значи, јас почнав да работам со него, почнавме да дишеме затоа што здивот е единственото нешто кое што не поврзува сите. И кога ние ќе го контролираме здивот, ќе можеме и емоциите и така натаму и целото тело да го исконтролираме, така да јас сега како го гледам лекот, не лекот, значи начинот како да се живее подобро. Кога ние ќе го одржуваме телото во една подобра состојба, кога ќе научиме да дишеме како што треба, кога ќе можеме да се смириме првен како родители, ќе бидеме во многу подобра состојба да им помогнеме на нашите деца. Така е, верувам. Исто ќе може да ја пренесеме таа информација, значи они да научат тоа што ние го правиме на вежбање, значи учиме да дишиме, како да кога ќе се вознемират само како да се самоконтролираат, нели, да се исконтролираат самите, да не доаѓаат момент да дојде тоа до анксиозност или до голем стрес и да ги научат животните вештини, да бидат надвор, да научат да бидат. Еве ни кажуваат од режија дека имаме двајца гледачи на линија. Ајде да ги вклучиме. Добро утро, добар ден, можеби веќе повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, најпрво. Благодарам. Вака би сакала прво да ја прашам гостинката околу неколку, значи какво мислење има околу неколку прашања што ме мачат околу овие деца, целокупното однесување и се. Што мисли прво околу што би можело да помогне околу однесувањето, целокупното однесување, значи нарушување, да речам, не знам како соодветниот збор да го најдам. На интернет се вртат доста протоколи за детокси на целото тело кај овие дечиња, детокс од се што тешки метали, од се што па. Што мислите околу тоа? Ме интересира. Дали би можело тоа до некоја мера да помогне во однесувањето и во, значи, кај овие дечиња, и што мислите околу давање на соодветни суплементи кои што исто така би можеле да помогнат во развивање на говор и се останато? Добро, благодариме многу. Само Ирина, ќе го слушнеме вториот гледач, па ќе одговориме на двајцата, затоа го запишав прашањето. Ајде, повелете, на линија сте. Добро утро. Добро утро. Повелете. Кај родител на дете со аутизам, кој што е возрастна и високо функционален. Добро. Имам конкретно прашање за гостината, ако може. Секако. Однесувањето во пубертетот.
тоа ми е како има, да речам, резултати и насоки. Бидејќи доста сме функционални, идеме школа, збориме, функционираме буквално и храна и тоалет се, но доаѓа пубертетот, хормоните и тука некои работи не може да се објаснат, каков пристап да имаме. Тоа сакам да го прашам. Машко дете. Машко дете стана збор. Добро, фала ви многу што се јавивте. Првото прашање ме бинди се од проста причина што постои ли навистина постојат ли лекарства прво за децата со не само децата и возрастните со аутизам? Постојат ли суплементи кои што можат евентуално да го поправат воопшто, предпоставувам, и здравствената состојба на детето, а со самото тоа, како што рековте, доколку постои мир, доколку постои поздрава или средина во која што живее пред се тоа дете, дека ќе бидат нештата можеби и подобри. Дефинитивно постојат, секако дека постојат и работи кои што може да се пијат, да се направат детокси, но пред се и над се целокупната состојба на телото, на состојбата треба да се земе првен, нели, како една состојба и да се работи на таа. Значи нема едно нешто кое што функционира кај 2 деца или кај 3 деца, кај сите деца, дека тие се суплементите или дека тој детокс. Многу зависи до која состојба е тоа тело. Значи дали има тешки метали, дали има толку тешки метали. Има различни протоколи кои што јас сум ги прочитала, да речам, сум видела, значи, и позитивни и каде што немало никакви ефекти. Затоа што секое дете или секој човек што воопшто има ваква, да речем, ваква состојба е поинакво. И сите оние сензорни, да речам, различности придонесуваат во зависност од тоа колку стрес има акумулирано во тоа тело, како функционираат сите органи, дали има слабо функционирање на желудникот, да речам, кандида и така натаму, што често, нели, глутенот, казеинот попречуваат. Значи, повторно треба да се вратиме на назад колкав е стресот на тој човек и зошто, например, ако немало говор, во најмалите денови, например, кога било малечко тоа дете, ако немало говор, ако имало сензорни проблеми кои што не се надминувале, туку стресот се собирал во телото, се акумулирал цело време, и нормално е дека ќе почне да откажуваат и нервниот систем ќе почне да како не да биде, нели, анксиозност. Затоа треба целокупно да се гледа, холистички да се гледа на целата состојба на тоа дете. Значи да се направи, значи во центарот каде што бевме, имавме и ајурведски доктори кои што чисто, значи они целосно ја гледаат. Значи они викаат комплетната слика, да видиме, значи дали треба првен да се направи, што треба да се коригира во храната, првен во храната, потоа се дава движења, се дава дишења, затоа што ние не можеме да кажеме дека само храната и лековите кога цел ден дишеме, и ако неадекватно дишеме, што останува понатаму? Апсолутно. Предпоставувам, Ирина, дека јогата тука, медитација и сето тоа можат да помогнат, па дури и кога се дечињата помали. Значи, јас во тоа го гледам најголемот, како да речам, мир и спас и ајде да го кажеме условно кажеме. Затоа што дишењето е единственото кое што секогаш го носиме со нас. И кој што може да контролира, може да не контролира, значи дали сме гладни и дали сме смирени, се може да ставиме под контрола со адекватно дишење. Значи ние сме сконцентрирани на тоа да научиме дишење, значи кога што доаѓаме на вежбање. Сега ја веќе направи визиони материјали кои што се за дечињето со аутизам, каде што точно и прецизно е направено. Значи јас сакам тие родители што доаѓаат да го научат тоа. На картички се, нели, да можат, кога ќе се вознемири, независно што да знае дека таа картичка треба да значи смири се, значи смири се полека, да го научат полека, за да стане само одржливо тоа дете и во тие аспекти. И полека понатаму, нели, доколку имале акумулиран стрес во текот на годините, како тоа да се среди. Значи ние типичните ја одиме и на јога и на медитација и на пилатес. Зашто? Заради тој стрес кој што го акумулираме, па после се, не знам, се појавува како ваква таква болест. Така, јасно е. Само уште на кратко однесувањето во пубертетот на машко дете. Исто така, бидејќи имаме едно детенце кое што доаѓа на часови, вежбаме заедно, состојбата е тука, значи детенцето нема говор, значи тоа е едно што се однесува, нели, на нагоните кои што ги имаат. Значи тоа е едно енергетско празнење кое што никако не смее да им се
да им се спречи на децата. Значи, треба само да се насочат адекватно дека кога имаат некаков нагон, дека каде треба да го направат сето тоа, да се улеснат и така натаму, значи не треба да им се спречува, затоа што тогаш уште повеќе ќе има проблем. Значи, зборам пак аспектот на притисок, на стрес. Другиот аспект, како да се однесува, тоа е социјално однесување. Тоа може да се научи, буквално да се направат визуелни картички, да се објасни, да исто повторно се научи тоа дете, доколку и некаде на неадекватно место добие некаква таква желба повторно со некакви приказни, што ги викаат социјални приказни, како да издиши, има начин како да да почне да дише за сето тоа, да се спласне, па дома кога ќе дојде да продолжи за да се затоа што тоа е природна состојба на телото на кое што и ние типичните луѓе кој знае како сме се справувале. Значи има и за тоа начин, професорките што беа од Англија многу убаво тоа, мислам, тоа го има веќе поминато и е функционално и многу успешно. Така да супер. Што да ти кажам, освен фала ти, храбра си многу, заради тоа што многумина ќе кажат не можам да се појавам на телевизија, не сакам да зборувам на таа тема и така натаму. Значи пред се фала за храброста, фала за тоа што си таква прекрасна како што си. Голем поздрав до Кани Гушка од тетка Елена. Се надевам дека нештата ќе се подобруваат и дека едноставно љубовта која што ја имате дома и која што ја чувствуваме и ние останатите преку вас, дека ќе биде некаков ајде зародиш или нешто на оние родители кои што не гледаат дека можат нештата да се сменат или во најмала рака да бидат посмирени, потемелни, поубави за да може целото семејство да функционира како што треба. Так. Благодарам многу. Беше тоа Ирина Лозана, зборувавме на една навистина прекрасна тема. Се надевам дека многумина од вас, доколку не сте го искусиле тоа, барем ќе знаете како да се однесувате во иднина доколку се најдете во таква ситуација и во една таква состојба. Продолжуваме понатаму. Марч треба да го имаме, не, всушност одиме со утринскиот хит, со I'm So Tired. Веднаш потоа се враќаме назад. Не, нема време? Добро, одиме со Марко и Цук.